Ева на назад во студиото со нашата колешка Искра Опечевска, која ја најавивме и претходно во денот. Добар ден, Искра, повторно уште еднаш во студиото. Ти беше денеска на брифинг во Царинската управа, меѓутоа таа управа е малку спорна во последниот период, токму поради тоа што двајца вработени од Царинската управа беа фатени на фотографии со Никола Груевски на посета во Будимпешта. Да, Кристина... Дали му поставивте такво прашање на... Може би тоа го било најголемиот интерес кај медиумите. Добар ден, председна гледачите на Ден телевизија. Токму ова што го велиш ти е малку спорно. Беше спорно и на денешниот брифинг, инаку да објасниме зашто зборуваме брифинг вообичаено значи, да не разберат гледачите, средба со различни раководни луѓе на различни институции, на кои што отворено се разговара за се и потоа се разбира во зависност од интересот на медиумот и се пренесуваат информациите. Имено директорот на Царинската управа Ѓуко Танасовски денеска и нам новинарите не поправи и рече дека во Царинската управа ништо не е спорно и ништо не е проблематично или чудно. Зошто? Бидејќи двајцата вработени кои што веќе се идентификувани дека по различна основа заминале надвор од Македонија, односно заминале кај поранешниот премиер Никола Груевски, се вработени во Царината. Зошто тоа не е спорно за првиот човек на Царината, бидејќи како што изјави тој денеска во разговорот што го водевме, тој како директор нема никаква основа законска, нити пак може, ниту пак смее да контролира било кого каде оди, ако тоа е во слободно време или ако уредно го регулирал своето отсуството од работното место. Пребеган осудени, конкретно Никола Груевски, кого што овие лица го посетиле, затоа може би спорно се го велиме, претпоставувам дека и во таа насока имаше Меѓутоа има уште една спорна работа, неговото оправдување. Тој барем првиот посетител кој го фативме, нели кој го утврдивме неговиот идентитет, донел образложение дека бил на лекување на синуси. Да. Во таа насока, Искра, извини, ти бидејќи ги следиш повеќе судски процеси, претпоставам дека повеќе ги знаеш и одредбите, дали ова би можело да отвори евентуално сомнеж или постапка за нивна вмешаност во екзекуцијата на неговото бегство и нешто слично? Еве сега, и за тоа се разбира дека поставивме и такви прашања. Еве што точно се случувало со овие двајца вработени во Царината. За Александар Трајковски веќе повеќе зборувавме дека со регуларно боледување заминал во Унгарија, сета документација што е донел сега барем навидум е регуларна, иако во Царината веќе отворена од секторот за внатрешна контрола е отворена истрага која ќе утврди дали може би тие документи се лажни или не, дали се вистинити. Но отсуството е според закон и оправдано. Што се однесува до вториот службеник, за кој што Танасовски беше прилично шкрт на зборови, бидејќи истрагата уште трае, токму ова што го прашува Баневски, истрага е покрената и во рамките на внатрешната контрола на Царината и во рамките на обвинителството за организиран криминал. Тоа е интересно, ќе го објаснам сега во продолжение. Отсуството вториот царински службеник, за кој што уште не ни кажуваат име од Царинската управа, е соодветно најавно, бидејќи човекот користел одмор што му припаѓа. И до тука се е во ред, меѓутоа, доколку има евентуална злоупотреба, тоа Царинската управа веќе го испитува. Она што денеска го дознавме и е ново за нас и за јавноста, е тоа што меѓутоа пак велам, нашите информации го говорат тоа, но директорот на Царинската управа Танасовски не сакаше да го потврди, дека овој царински службеник кој што е сликан во кафеана со поранешниот премиер Никола Груевски, всушност за него се водат и други истраги во обвинителството за организиран криминал за кривично дело шверц. Меѓутоа, тоа се само наши информации, ќе треба да причекаме да ни потврдат од обвинителството дали до какви сознанија дошле во истрагата и се разбира Царинската управа која ни вети дека ќе даде соопштение кога сето тоа ќе биде готово. И да речеме дека еве документацијата нема да се пронајде ништо спорно, дека тој бил навистина на лекување и дека другиот немал никаква основа за разрешување од позицијата, дали се отвори дилемата за морална некаква одговорност, бидејќи сепак дури и да тие биле навистина на лекар, сепак се сретнале и се фотографирани со избеган осуденик. Одлични прашања поставуват и сите овие прашања и ние ги поставивме денеска на брифингот со директорот Танасовски.
Тоа се уредува со правилници или некои подзаконски акти во рамки на една институција. Меѓутоа, основното право на движење еден човек вие не можете да му го забраните. Тоа што веројатно се тие досетливи нашле начин како да заминат од Македонија, да му помогнат дали на својот пријател, дали на довчерашниот партиски лидер, што и да им е Груевски на овие двајца луѓе, е само досетливост на... Така сега се во рацете на обвинителството. Да, за овој случај, за вториот случај во рацете на обвинителството, Трајковски во таа смисла не е толку спорен, се води само внатрешна истрага, дали можеби документите со здравствената состојба ги се вистините или не. Со оглед на фактот дека обвинителството го бара фотографот од Унгарија, сметам дека веројатно ќе го испрашаат и Трајковски за неговата дружба со Груевски во Будимпешта. Да почекам, јас сепак би почекала па за да може да тврдиме било што. Така, искрати го следеше случајот и со убиеното момче Саздовски. Денеска имаше некаква разврска, некаков продолжеток во тој случај? Не, за жал за разврска ќе почекаме, се уште е рано за случајот со убиениото младо момче Саздовски. Имено денеска адвокатот на семејството Саздовски, значи оштетените, што ги застапува Ванчо Шехтански, побара од судот да се дозволи вештачење, значи да се одземат мобилните телефони и компјутерите или лаптопите на како на веќе починатиот Саздовски, така и на обвинетите во овој случај, на тројцата обвинети во овој случај, за да може да се утврди дали постоела претходна комуникација или не, што се случувало деновите преди после настанот. Меѓутоа, судечкиот совет го одби ваквото барање на адвокатот Шехтански со образложение дека во оваа фаза во која што се наоѓа сега кривичната постапка, предлагање на дополнителни докази не е дозволено. Тоа се прави во некоја друга фаза на постапката и предпоставувам дека можеби, како што и изјави адвокатот Шехтански, дека ќе ги употреби сите правни средства за да направи се што е во интерес на семејството што го застапува. Во таа смисла денеска и јавноста беше исклучена во еден момент. Зошто? Бидејќи се изведува материјални докази, тоа значи дека одбраната обвинителството ги презентираат сите материјални докази во вид на документи, снимки, фотографии, фотоалбуми што ги имаат, на кои што се утврдува вистината. Би требало да се утврди вистината. Во таа смисла денеска се препознава луѓе, односно малолетници, и поради тоа јавноста мораше по закон да биде исклучена. Од објективни причини. Така, тука некаде сме веќе и кон крајот со времето со ова гостување. Ти благодарам за овие информации и претпоставам дека деталните извештаи веќе се во информативните изданија на нашата програма. А вие, почитувани, останете секако со нас. По кратката пауза за реклами се враќаме назад во студиото и го очекуваме пратеникот Костадин Костадинов, кој што е портпарол на СДСМ, и се враќаме веднаш по краткиот рекламен блок. Празниците се за исполнување на големи желби. Изберете VIP комбо и добијте нов телевизор со екран 49 инчи за 0 денари. Повеќе за вас. VIP. Искористете го неверојатниот празничен бонус од 16.000 денари и одберете го вашиот нов Samsung A7 смартфон по одлична цена. Изберете го најдоброто за вашето семејство и споделувајте ги празничните моменти. Сега со 15 гигабајти мобилен интернет. Плюс, искористете го неверојатниот празничен бонус од 16.000 денари и одберете го вашиот нов Philips 4K Android телевизор или овој 49-инчен 4K LG телевизор по одлична цена. Good Girl and the new de Parfum Légère by Carolina Herrera. Пелистарка ви подарува апликација за здрав живот, здрави навики и здрави одлуки во 2019-та. Календар со спортски настани, културни случувања и празници. Организатор на вашите секојдневни обврски. Подсетник за тоа колку вода пиете во текот на денот. За здрави одлуки во 2019-та. Пелистарка. Среќни празници!